Вие во првиот дел сте се согласиле, во вториот дел не, ама јас не го побарав процедуралното за вие со мене да се согласите. Јас го побарав процедуралното за да реагирам на начинот на кој што се однесуваше мојот колега пратеник, а вие како преседавач со седницава попладневна сесија, оваа попладневна сесија, сте должни да воведувате ред. Јас воопшто не ми е битно дали вие се согласувате со моето процедурално или не. Јас не се согласувам со она што колегата пратеник од оваа говорница го искажа. И тоа и македонската јавност го слушна. И вака не смееме да дозволиме да се однесуваме со обраќања. И тоа што јас во вториот дел повторно сум зборувала за ковид пандемијата, па не знам што ви пречи. Еве да не зборуваме. Еве можеби ако не зборуваме ќе се смири состојбава. Фрустрирани некој да не нарекува и ние да молчиме. Мислам кај го има ова? Кај го има ова? На што личи ова? Ова ли е таа Европска унија кај што се стремиме и вака ли се однесуваат пратеници во Европски парламенти, колега? Срамота е. Срамота е. Ако вие немате можност, вашиот координатор треба да излезе овде и да се извини. Затоа што навистина навредивте пратеничка. Не се работи за тоа што сум лично јас во прашање. Но вашиот однос не сме да се толерира во ова собрание. Не сте ви овде да квалификувате нечив говор и нечиви карактерни особини, апсолутно. Некој може би повеќе вика, некој е понервозен, некој чита, некој зборува, некој пее, некој рецитира, некој молчи. Тоа е се што овој деловник го дозволува, но овој деловник не дозволува вие вака да се однесувате. И затоа уште еднаш ќе повторам, погрешивте во вашето квалификување, треба да се извините, не мора да се извините, јавноста нека цени, а тоа дали подпредседателот ја прифаќа мојата процедурална забелешка или не, значи најмалку е битно во случајов. Благодарам. Благодарам, битно е затоа што сум должен да